Ви благодарам, председателе, почитувани колеги претеници, почитувани представници на владата. Денес на пленарната седница се наоѓа закон кој го предлагаме по скратена постапка, затоа што сметаме дека не е обемен и не е сложен и веќе во една кратка процедура може да се имплементираат измените кои ги предлагаме. Именно измените кон кои денеска се насочуваме укинувањето на регулаторната комисија за енергетика како така наречено независно тело во изминатите децении кои покажало многу лоши резултати. Искрен ќе бидам, сметам дека едно вакво решение за општествен проблем не треба во совршено сценарио да дојде од опозицијата и не треба да дојде во скратена постапка. Треба напротив да дојде од вашето мнозинство, председателе, треба да дојде од владата. Ќе ве потсетам дека денес имаме еден политички контекст, а тој контекст е дека председателот на ова собрание побрза да го стави овој закон на пленарна седница за сметките на граѓаните кои се високи, да дискутираме најбрзо што може и брзо денеска да го одбиете овој предлог во истиот ден кога синдикатите ви протестираат за повисоки плати. Значи, ние денеска имаме мнозинство кој нема слух за зголемување на минималната плата. Веќе година и пол дена имате неверојатни резултати во борба против работниците, обичниот народ и нивните представници преку синдикатите и во истиот ден ќе го изигнорирате предлогот да ги решаваме енергетските маки на граѓаните. Важно е да се истакне дека енергетската сиромаштија не е личен товар, туку политичко фијаско. И за тоа фијаско се бара политички одговор од овие институции. Не е ничи личен неуспех доколку не може да ги плати сметките на крајот на месецот, напротив, туку е проблем на структурна неправда со јасни коренски причини. И една од овие причини денеска е тоа што го дискутираме, а тоа е формирањето на регулаторната комисија за енергетика како наводно независно тело кој ги крои судбините на нашите граѓани. Сакам да ви кажам дека вашата политичка филозофија, филозофијата на десницата, може само да помине во јадрото на геополитичките текови, тоест на Западот. Зошто ви го кажувам ова? Тоа е затоа што таму социјалниот мир може да се создаде преку експлоатација на други држави. Овде вашата позиција, вашата политичка концепција, вашето десничарење е антидржавно и не може да даде државнички резултати. Затоа, додека ние симулираме тука висока политика, ќе продолжат маките околу енергетската сиромаштија на нашите граѓани. Додека сте вие председател на собрание, а ние сите пратеници, нашите граѓани се полошо и полошо ќе живеат во отсуство на одговор на ова собрание. И ќе ве потсетам, председателе, за контекстот околу формирањето на новото Министерство за енергетика. Предпоставувам дека вашето назначување за председател на ова собрание било во текот на едни коалициски разговори кои дошле до гениална идеја да се формира Министерство за енергетика. И во тие коалициски разговори го формиравте Министерството за енергетика, сега имаме министер за енергетика, кој и јас и вие на минатата седница бевме сведоци кога рече дека нема ингеренции. Председателе, ајде денеска да ја дадеме ингеренции. Ајде денеска да ја обремениме оваа институција, Министерство за енергетика, со сите можни ингеренции кои се потребни за конечно да имаме некаков одговор за енергетската ситуација во Македонија. Не можеме ние да имаме дуплирање на институции, во овој случај Министерството за енергетика и регулаторната комисија за енергетика, а повторно никој да не биде задолжен да даде политички одговор за зголемувањето на сметките на нашите граѓани. Затоа, во законската материја предлагаме целосно укинување на РКЕ и префрлување на сите нејзини ингеренции на Министерството за енергетика. Сакаме на пратенички прашања сите ние во ова собрание да можеме да бараме поголема отчетност од премиерот и министерката за енергетика. Доста ни е веќе од
од сива еминенција во нашиот политички живот, како председателите на РКЕ, кои патем не се независни. Јас сакам да подсетам дека сегашниот председател на РКЕ беше член на СДСМ, предходниот председател беше член на ВМРО. Еве ние не гледаме на политиката како поле за добивање на председател на РКЕ од левица, не, сакаме вам да ви ги дадеме ингеренциите за енергенците во Македонија, за да можат граѓаните да ве повикаат на политичка одговорност. Затоа што ние сега имаме премиер и имаме министерка кои при секое зголемување на енергенците, кога има ценовни шокови, тие не се произнесуваат и не преземаат одговорност. Сакам да ви истакнам неколку работи кои се имаат случајно откако РКЕ се има формирано, а тоа е дека потполно го имаме напуштено штитењето на јавниот интерес. Енергетските компании со државен предзнак и општиот интерес на народот се оставени на заборав. Нашите енергетски компании забележуваат рекордни долгови затоа што системот на електроенергетското стопанство во Македонија тоа го сака. ЕСМ, која е државна компанија, продава електрична енергија на ЕВН Хоум по цена од 65 евра мегават час, за потоа ЕВН да бележи рекордни профити преку профитна маржа од 9,9%. РКЕ овозможува спротивно на законот на енергетика преку подзаконски акти дистрибутивниот оператор да доставува паушални фактури без отчитување, иако бројувате извршиле мерења по потрошената електрична енергија на месечно ниво. РКЕ не може да биде независно тело кога незините политички членови не само што имаат политичка позадина, туку имаат и позадина како луѓе кои работеле во приватните компании кои се на нашиот пазар. РКЕ досега никогаш транспарентно пред целата јавност нема математички образложено како ги одредува коефициентите и формулите на пресметка за цената на електрична енергија во блоковите и во ефтината тарифа. Недостасува транспарентност на подготвителните седници на регулаторното тело. Статутот на РКЕ не дозволува јавно изнесување на ставови на членовите на комисијата. Единствено председателот на РКЕ може јавно да дебатира и да ги соопштува одлуките на РКЕ. Крајно недемократски статут на тело кое треба да биде представено како независно тело. Цената на нафтените деривати се менуваше на секои 2 недели, додека РКЕ не донесе одлука тоа да се пресметува зависно од секоја берзанска промена. Ова одлука е во корист на приватниот капитал, а не во интерес на народот. При изградба на поголеми објекти кои се големи потрошувачи на електрична енергија, инвеститорите градат енергетски објекти кои ги отстапуваат на операторот и на дистрибутивната мрежа кои подоцна ги прикажуваат како инвестиции, истите влегуваат во пресметка на цената на електричната енергија. РКЕ никогаш јавно не ја отвори темата за загубите во дистрибутивната мрежа. РКЕ има дадено толку голем број на фотоволтаици, што крахот кој се случи на нашиот електроенергетски систем на 18 април беше резултат на недостатокот на компензацијски капацитети во нашиот електроенергетски систем. Да биде посликовито, ние немавме батерии за компензација за вишокот на електрична енергија кои ги произведуваа приватните фотоволтаици за кои бесконечно се даваат дозволи. И тоа е целата логика, да се вратат сите овие ингеренции под Министерството за енергетика, за да може да се даде обсежен одговор. Кога немаме компензацијски капацитети, да разговараме за создавање на тие компензацијски капацитети. Се додека има какафонија и растроеност помеѓу ингеренциите на овие институции, само народот ќе плаќа, а никогаш и никогаш нема да дојдеме до политичка одговорност. РКЕ воведе мрежарина на нашите домакинства. Јас излегов со математика дека 6.000 домакинства плаќаат 200 денари месечно паушална мрежарина, што значи дека ЕВН остварува добивка, тоест генерира 200 милиони евра на 8 години доколку никој не запали една сијалица. Точно колку што му требаше да го купи ЕСМ од нас. Затоа, јас од оваа пленарна сала барам највисоко ниво на политичка одговорност пред граѓаните, затоа што ако одбиете сега да молчите, политичките реперкусии ќе се одразат преку секоја следна сметка која ќе им дојде на граѓаните. Ви благодарам.